za sekoj od nas i sekoj den, sekoj čas Буба Мара е со нас. Да живнеме. Златна Буба Мара на популарноста. Почитувани љубители на добрата забава и вистинските вредности, добро ни дојдовте. Пред нас е 25-тото јубилејно издание на најпопуларната манифестација Златна Буба Мара на популарноста. Време е да седнеме, да пееме, да се насмееме и конечно да живнеме. Започнуваме со Буба Мара, Дамир и Мери Бенд и танчерите од Еурека. Стасавме, дами и господа, до сребрениот јубилеј на Златната Буба Мара на популарноста. Тоа значи 25 години верност на омилената музичко-забавна манифестација со смеење и пеење. Тоа значи 25 години вреднување на најдоброто во забавата и уметноста. Заведи ме, уште еднаш кога веќе Во овие 25 години игравме, се шегувавме, се наградувавме, се прегрнувавме, се маскиравме, Ставете ги маски, види каква фотографија. се забавувавме, се шегувавме, се прекорувавме, но најмногу од се смеевме и пеевме. Нагоре проле живи сме. Некои од овие моменти се снимени и архивирани, некои се само запаметени во нашите приватни сеќавања. Повеќе од 400 златни Буба Мари се предадени на најпопуларните, најдобрите, најзабавните, најкреативните и најнасмеаните. Денес овие награди ја испишуваат паралелната историја на уметничкото создавање кај нас. Но највредното од се е создаденото чувство на долгорочна радост од секое наше вакво дружење. За овие 25 години заедничка радост
Сите сме заслужиле сребрен орден за заслуги за народот и неговото расположение. Одиме на следните 25. Ме бакнуваш со песна, љуби, 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 најсладко што знаеш. Од утро па до вечер, мелем е за душа, радио Буба Мара, секаде се слуша. Радио Буба Мара, секаде се слуша. Дами и господа, а сега да го поздравиме нашиот омилен другар, пријател и духовен водач, кој 25 години носи среќа, радост и гордост во културниот живот во Македонија. Нашиот обединител, Ранко Петровиќ. Драги пријатели, добро вечер и добро ни дојдовте на 25-тото јубилејно издание на нашата и ваша манифестација Златна бубамара на популарноста. Еве, почнуваме. После 2 годишна пандемиска пауза, повторно сме заедно за повторно да може да се радуваме, да пееме и да се смееме и да се гордееме со успехот на нашите најголеми уметници, спортисти и сите оние што ја представуваат убавата страна на животот и културата во Македонија и регионот. Мислам дека вечерва е на некој начин ден на ослободување, на делумно ослободување од сите мерки и сите проблеми што ги имавме во изминативе 2 години, сите заедно, и мислам дека е време веќе да живнеме и дека вие се согласувате со тоа. Ви посакувам така да продолжиме уште 25 години до златниот јубилеј. Ви благодарам на сите што не поддржувавте во изминативе 25 години. Ова вечер е посветена токму на таквите луѓе, на добрите, на вредните и на сите оние кои ни даваат верба дека можеме да бидеме подобри и посрекни кога се обединуваме за добро и правиме добро, а тоа е токму таа формула на Златна бубамара на популарноста. Минатата година оваа сала беше пункт за вакцинација. Доаѓавме за да ја победиме пандемијата, а сега, за среќа, повторно сме заедно, делумно слободни и подготвени за уште една незаборавна вечер. Вечерва ќе ги видите најдобрите од најдобрите, бидејќи е јубилеј. Подгответе се за вистинско и комплетно уживање. Се надевам дека ќе ја пуштиме и климата, водите ќе стигнат што ги добивме, така да издржете, да не дехидрираме пред да живнеме. Да сте живи и здрави. Одиме понатака, време е да живнеме на новиот јубилеј. 25 години Златна бубамара на популарноста. Сега имам една голема чест да, мислам, многу ми е интересно, бидејќи како млад бев извидник во извидничкиот одред Маршал Тито. Тука има многу луѓе кои сме биле во извидници од нашата генерација, од 73-та, 65-та и така натака, но едно симпатично, убаво видео кој ги представуваше на извидниците може да ни покажа какви може убави деца да име. Па да го видиме нашиот херој од изминатата година со еден од најинтересните видеоклипови како доделувачи на првата награда. Кате и јунакот на извидничкиот одред. Сио. Ама не, јас јадам грашок, ама на волку труд да се качувам, грашок нема да јадам. Што ти јадеш? Ништо си донесов ја бурек убаво, размисли зашо оваа снеже мисли ние така. Pozdrav Skopje, pozdrav Zlatna bubamara. Jako mi je žao da nisam sa vama, ja sam momentalno u Čikagu, ali ne sumnjam da ćete imati divnu večer večeras. Ja i Skopje ćemo se vidjeti 18. maja na mom velikom koncertu, prvom koncertu u areni Boris Trajkovski. Pridružit će mi se Tonči Huljić, pjevat ćemo sve hitove Petra Graše, pjevat ćemo neke meni najdraže pjesme koje je Tonči Huljić napisao za grupu Magazin, pjevat ćemo neke pjesme od Olivera Dragojevića. To će biti jedna večer koja će biti sasvim sigurno vrhunska, kao što je i vaša večer. Ja vas pozdravljam, ja pozdravljam puno mog prijatelja i mog imenjaka izviđača Petra i prepuštam mu da proglasi koja je najbolja dječja emisija i dodijeli Zlatnu bubomaru. Pozdrav svima! Ќе работите 10 години, ќе одите по светски семинари, за да направите успешно видео, за да биде гледано.
и од нигде никаде ќе се појави Петар, ќе ви каже дека не сака да јаде грашок и за половина час ги освојува сите срца и станува херој на годината. Со Институтот за комуникацијски студии сме исклучително горди што направивме серија на видеа со кампањата Разбистри се. Го свртевме вашето внимание за да ја погледнете убавата природа околу нас и сите очајни работи што и се случуваат. И токму со видеото на Петар покажавме дека и младите и повозрастните сме одговорни за природата. Најубавите видеа се прават со најмладите, бидејќи се најискрени, а јас и Петар оваа вечер имаме должност да дадеме награда на 3. Да. Петар, одиме. Значи, прво ја прогласуваме најпопуларната анимирана серија. А тоа е Биби и Бобој. Петар! Здраво! Леле, колку сум возбудена и имам малку трема да ви кажам. Петар, што јадеш ти кога имаш трема, грашак или бурито? Имам жел, баба, овој. И ти изгледа имаш трема, си јадел грашак. Леле, чичко Ранко и сите другарчиња од екипата на Златна Бубамара, од се срце ви благодарам за оваа преубава награда од името на целиот тим на светот на Биби. Најзаслужни за оваа награда се нашите другарчиња, кои секогаш одново најискрено се радуваат за сите наши содржини. Да, и се разбира дека се заслужни нивните родители, кои што ни дозволуваат да бидеме дел од нивните домови. Еве еден годен пакнеш за вас. А ние, сите, ви ветуваме дека ќе продолжиме да правиме најубави содржини, дека ќе ги цениме и почитуваме семејните вредности. Да. Ќе јадеме здрава храна, ќе ја чуваме природата и животните, се разбира, и секогаш страстно ќе навиваме за Македонија! Јеј! Чекайте! И Зази ми рече да ве поздравам на зазулски. А тоа значи, ве сакам сите. Чао! Ти благодарам. Втората награда е за најпопуларна детска емисија. А тоа е омилената на сестра ми, Дајте музика. Здраво, дечки! Голема благодарност до Ранко и Радио Бубамара за оваа награда и огромната поддршка. Огромна благодарност и до македонската телевизија, која што нели е носителот на сето ова. И секако, до нашата маестрална Цаци Паковска, која што вечерва е оправдано одсутна. Те сакаме, Цаце! Оваа статуетка, која што нели ни е трета поред, е потврда за нашата макотрпна работа и за успехот на серијалот Дајте музика. Ние за прв пат стапивме на оваа сцена пред 3 години, но од тогаш се сменија многу работи. За прво, снимавме 90 епизоди од нашиот серијал. Исто така пораснавме. И исто така, да не заборавиме, ја представувавме Македонија на јуниорскиот Евросонг, борејќи се за планетата Земја. И да не заборавиме
спремаме голем спектакуларен концерт на 27 мај. Наградиве ги посветуваме на целиот тим од Дајте музика, нашата драга публика која постојано не следи на националниот сервис и до нашите фанови кои што повеќе од 48 милиони пати го имаат посветено нашиот YouTube канал. Ви благодариме. Ама ние имаме уште многу. Нови епизоди на Дајте музика, нови серии и голем концерт на 27 мај. Ве сакаме, дечки, но најважно од се, публиката за секогаш ќе остане во нашите срца. Без вас не би постоеле. Ве сакаме! Овие дечки го имаат и најпопуларниот тинејџерски хит. Верувам ќе се сложите сите и ќе уживаме заедно. Повелете. Јадете здраво, одете на планина и носете резерва бурек. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас. Дами и господа, вашиот омилен домаќин, Сашко Коцев. Благодарам. Конечно, во живо нешто да се случи. Она аплауз да го чуем. Дај уште еден малце да ме... Дај уште... Дај... Како да сум го правел ова, ама пред 100 години ова. Дури сум заборил сцена, што ова е сцена, добро? Ова е публиката, ова е рефлектори. Аха, добро, спремни сме. Што мислевте вие нема да има Бубамара, као помина февруари нема да има Бубамара, ке се спасат, така? Епа, мало сутра! Само да мрчите! И како беше другото? И да паламудите, се извинувам. Што би рекле со опроштење, да. Е, сега датумот за Бубамара што се менуваше и се движеше лево-десно, сега ние не сме криви. Али добро, ние сме навикнати на менување датуми, веќе. Па тоа се разбацаваме со датуми. Ке биде, као датум за Европска Унија. Утре, ке те барам утре. Кога сега? Звони ми, не сега оваа среда, другиот петок. Ке те барам, звони ми, само се пролонгира, као ја, моето дете што го лажам. Тато, кога ке ме носиш у Луна парк? Викам, на 37 мај. Јеее! И ние, кога ќе влезем во Европска Унија? На 37 мај. Јеее! Идем. Оли добро бе, тоа си се поместува, што да преш. Ние, да ви кажам право, за тој датум, се зезнавме, зашто веќе го објавивме, нели, февруари, марта, се поместува, и не више во февруари објавивме. И објавивме, дури и слика објавивме. И сите, еве првата слика, еве. Не објавивме. И објавивме, еве ја Бубамара ке има, еве се сликавме. Сликата е лажна, иначе ова не е авион, немаме ни авион. Во се сликаме. Куманово Велес, оно што е возот тој. Што викат, МЖ, македонски железници не можат да врзат крај со крај. Абе тие град со град не може да врзат тоа.
Еве, тука е слика. И објавивме, и так корона, цак, не, што ќе правиме, после имавме нов датум. И викам, и за новиот се сликавме, еве го. И го објавивме и нове. Да знаете, една бемка ние си ја вртиме у друштво сите. Гледай. Само се дезинфецира заради корона. Али овде сликава, ова е на Голи оток, мислам, што е? Не, што е ова? Ова е Гола вода е ова, мислам, не. Не знам кај сме точно сликани. Да знаете, не сме голи и не се држиме за раце, со Ранко. Него Великден беше многу убаво времето, кај да се провозиме малце. Јајцата се доле, не се гледаат. Да. Ама добро, многу убаво се помина. Значи, датумот се поместуваше. Што да правиш? Се преместува и ние криви што ги објавувавме. Ама што да правиш? Али најсмешно ми е што сите прашуваат, не кога ќе биде Бубамара. И сите викаат, кога се паѓа Бубамара оваа година? Викам, не е празник тоа, бе. Еве, викам, се паѓа, секоја година ќе се поместува како Великден. Ќе се преместува на овој датум, на оној датум. Еве, оваа година се падна во четврток, таман. Ги вапцавме наградите, Се причестивте ли на влез? Зејтин дали оставивте на влез? Оваа година се погоди Бубамара на мрсно. Сите 2 години у пандемија дома умрсени, да ви кажа, на мрсно се погоди оваа година. Ама, ете тоа е. Затоа сме тука вечерва да доделиме награди и признание на оние кои што беа најуспешни, најпопуларни. Добре дојдовте на Златна Бубамара на популярноста 25-ти пат. По 25 пат, значи сребрена, а златна. Некои прележа, нели во овие тешки моменти, некои прележа, некои не... Да видам, кој прележа, да видам, да клинете рака. Кој прележа, да? Да се преброиме. Добро. Прележани, добро. Некои не прележа. Добро сме. Некои па одлежа. А некои ќе си лежат. А па има едни што лежат, тие немаш да кренат рака, тоа може да што да преш. Тие си му обетите последни 2 години во пандемија. Одлежали и прележали. Па среќа имаше пандемија, па не се знае кој е во изолација и зашто е. Али она кога се прашуваат као, брат, што си дому изолација, да не си болен, да не е корона. Не бе, не у притвор сум. О, добро е, чути. Чути си се спасил. Си се спасил, чути, добре. Добре, сите се спасил. Карти сите имаме, сите што сме тука дели, кои се гратис, кои нормално како и секоја година, битка за карти. Никој не прашува дали ќе има Бубамара, сите викаат, карти ќе има ли? Викам, тоа ти интерес? Да, тоа му е најбитно, дали ќе има карти, не дека ќе дојде, дали ќе има карти. Да не случајно нешто се промени. Карти ќе има ли? Тоа се прашуваше. И исто оваа година го добив најдоброто прашање. Вика, глумец, оваа година кај ќе ме ставиш? Што? Кај ќе ме ставиш оваа година? Викам, оди да те ставам, на сцена ќе те ставам оваа година. Сите сакаат у прв ред. Викам, на сцена сакаш со хорот да пееш или ќе играш со ритмичко овдека, со еурека. Викам, што не дојде бе прв овдека да си фатиш лежалка? Еве, глед колку место оставивме. Ова е градска плажа, глед колку место има тука. Па со пешкиро, вие не се ни наплаќаат, не мора да нарачуваш пијачка, не е проблем. А како да ги платам картите? Па викам, како тргнала работава оваа година, картите за малце ќе ги плаќавме во рубли. За отку. Така иде, ама видите, сега нели тоа е светската ситуација, е таа е во Европа. Русија, нешто се банираат, некои работи мора да се отфрлат. И сега, овие може да ги спасиме, да не ги отфрлиме. Чајковски, Достоевски. Тие се на ски, тие се наши, така. Или пошто се е наш.
Тие може да ги спаси. Ама има кај нас некои што се уфрлени, не може да ги разбереш од кај се, од што се, со русите ли се, со кој. Например, нашиот легендарен Аце Русевски. Да, не знам од кој. А господјата Вилма Русковска? Да не е нешто. А мојата драга колешка, доајенот на Македонскиот народен театар, господјата Снежана Коневска Руси. Она ќе мора да менја Снежана Коневска американци. Па да, па ние нели сме со НАСА. Значи мора све да се смени. А писателот, режисер и сценарист Александар Русјаков. Не знам тоа. И господинот професор на факултетот за драмски уметности, писателот Русомир Богдановски. Македончиот све ќе се откаже, све ќе отфрлиме. Само руска салата, нема да се. И дали уште ќе се носи руска крагња? Ќе треба некои песни да се исечат. Сонце во твоите Рус. Па така ќе ја пееме. А руси коси, а руселе русе што си убава. Но тоа не е битно. Ова година мислам дека картите требаше да се плаќаат во криптовалути. Со биткоини, бе? Па тоа само се копа, бе. Абе, селското назва да се копне нешто, разбира. Што пред да копнам нешто, бе. Ајде се копа, бе, то се... Значи, не знам, они идат на одмор, најверојатно на зимовање, само на копаоник. Нивната религија нова, копти. Кој на друг јаму му копа, он е... Па ја на моето дете му раскажувам приказна и му викам, нели, за Снежани 7 џуџиња, и они, нели, биле таму, се враќаат од работа со копачите, кај идат, па викам, биле на работа да копаат, и она вика, биткоини? Бе, викам, не сме ние у ГТЦ, бе, викам, ова... Но, што е тука? Еве сме овде, живи, здрави, нешто да не ви е топло, да не се секирате, нешто, гледам мафтате, да не се секирате за коронава, тоа не постои, више, тоа е завршена работа. Така е, што би рекол еден наш Нобеловец, мислам, за малку Нобеловец, он рече, ние сме тука, го фрливме сидрото напред и со палките весламе. Така и ние. Може некој... Не, јас знам што мислите вие. Ова е гаф. Не е гаф. Тоа е генетскиот код на Македонија. Значи ние цел 30 години сидрото е фрлено и со сидрото идеме. Па толку сме сиромашни, немаме ни весла, со палки весламе, ало. Така да јас се извинувам на сите што ќе се навредат, зашто извинете, вака. Значи ова е мој последен пат како ја водам Златна Бубамара на популарноста и нема да пазам воопшто што ќе кажам. Се шегувам, нит ми е последен пат, нит некад сум пазел, нит ќе пазам. Но сакам да се извинам на сите што ќе се навредат, а зашто јас не можам да се извинувам цело време, нели? Извинете. Еве вие ракате, се извинувам. А еве главчето ако треба ќе го извинувам. А зашто јас не можам и да водам, и микрофон да држам, и да гестикулирам, и да држам раката тука, за тоа... Нека си стои. Добро беше. Ако нешто претерам и ако се побуни, И одмак... Sorry, we are... Така да.
Добре, дојдете по 25-ти пат на Златна бубамара на популярноста. Одиме со награди. За ова прва награда што треба да ја доделиме, ќе ми помогнат нашите златни славејчиња кои што на својот фестивал веќе прославија 50 години златно славече. Еве ги аплаузани. Овие наши најмлади другарчиња кои што ќе ми помогнат да ја доделиме првата награда од како јас излегов овде на сцена. Повелете. Zime se trese, prašina se kreva, bimbo gol nema, panika i vreva, zime se trese, kada li se krije, ne zna je nikoj, bimbo slatko spije. Bimbo slatko spije. Čas može da vredi koji kolku saka, kolku go drži glas. Dajte muzika, ogen je smena čas. Može da vredi koji kolku saka, kolku go drži glas. Dajte muzika, dajte muzika, dajte muzika. Mislite moj
Može li nekoj vojni da saka? Može li nekoj na dete da podigne raka? Može li nekoj da ne go boli detskata solza što taži i moli? Može li nekoj vojni da saka? Može li nekoj na dete da podigne raka? Može li nekoj da ne go boli detskata solza što taži i moli? Može li nekoj da ne se srami to što deca ostavlju sami? Златните словечиња и порака за мир. Многу битна работа е тоа што првата награда на првата Златна Бубамара 97 година за хит на годината е доделена токму на овој маестро. Пред 25 години. Да. А денес ја добива наградата за музички трајни вредности. Ристо Самарджиев! Океј, да. Ви благодарам. Благодарам на Бубамара. Каков чувар ова е на убавините, на радоста, на песната, на коренот наш. Еве веќе 25 години. Да, првата Бубамара која што се додели за хит на годината беше за онаа песна Таму кај што си. Ќе ја слушнеме сега наскоро. Но при доделувањето на тие Бубамари тогаш, уште една работа која што е поврзана, еве можеби со овие мои ангажмани и работа со музика за деца. Тогаш Бубамарата за водител за детска емисија и за детска емисија доби една култна на времето емисија Сител Бамбини и многу популарната Сара. Овие деца овде испратија порака за мир. Сите зборуваат, земаат страна ваква или онаква. Убаво што се уште онака имаме сила, можност, спокој, малку и да се пошегуваме на таа тема. Низ радост да спомнеме, но ценевме овде заедно со Ранко дека треба да испратиме една ваква порака. Оваа песна ја напишавме и ја испеавме заедно со славечињата пред 6-7 години. И ете, нека тоа биде една порака која што на вистина треба многу често да ја спомнуваме. Мир, мир, мир. Сите земаат страна вамо или онаму, но се ајде да не звучам како некоја мисица од она Мис Универзум. Драго ми е што сум овде. Таму кај што си сега ќе изведам. Благодарам за оваа награда. Низ овие години соработував со многу музичари, со многу пријатели, тргнувајќи од Кокан Димушевски со кој што ја направивме тогаш таму кај што си, тој беше аранжерот. Подосна, нели, со Дечиновски, со Габровски, со Хари Котларовски, со Лазар Истовски, Славе Димитров, Жико Глишич, многу Копров и така натаму. Овој пат таму кај што си во една малку поинаква верзија, специјално за оваа пригода, и претходно сум имал соработка и со Никол Шемицевски, еве и овој пат.
Tamo kај што си, специјално за ова бубамара. Кај што зракот почнува, таму сонот запира. Кај што срце посака, па да направи, за да избега. Таму сила земат, топли ветрови, таму кај што си. Идеме! Како песна ангелска, душа што ти милува, како игра ѓаволска, што те станува, па те ранува. Каква ли си магија, пожар направи, што не згаснува на старо вино, ова есен мириса. Се по старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се дурте имам тебе по него, кај да видам ке те чуват моите пакнежи, таму кај што си. Што зракот почнува, таму сонот запира. Кај што срце посака, па да направи, за да избега. Таму сила зема, топли ветрови, таму кај што си на старо вино, ова есен мириса. Се по старо ти си уште далечна, но срцево е мое безсмртно. Се дурте имам тебе по него, кај да видам ке те чуват моите пакнежи, таму кај што си. Извини, Ристо, само наградата да не е така. Абе, богато тераме. Само немаме пари за оние од 15 денари, ова е 12, да знаеш. Да се множат наградите. Еколошки, плюс тоа.
најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас.